Торбата Луи Витон со парите на Орце Камчев завршила во домот на родителите на Боки 13, тврди обвинителката Вилма Русковска. Шефицата на обвинителството за гонење организиран криминал, презентирајќи ги своите завршни зборови за случајот Рекет, објави фотографија со рачкиот торба за која рече дека е Луи Витон на тросет, за кој тврди дека е во домот на родителите на Боки 13. Во таа фотографија имаше одвештачењето, точна локација каде е направена фотографијата. Не само што сум ја уверена, јас сметам и дека и јавноста, преку вас новинарите, ќе биде уверена дека обвинетите ги сториле кривичните дела кои им се ставаат на тоа. Во завршните зборови, Русковска најмногу се осврна на улогата на екс-шефицата на СЈО, порача дека сите доживеале разочарување кога клучниот лик од Чарлиевите ангели преминал на страната на злото. Русковска денеска презентираше нови снимки кои претходно ги немаше во целиот процес, на што реагираше одбраната на Катица Јанева. Ќе имате можност да го слушнете и нашиот завршен збор. Многу повеќе тогаш би кажале. Гледаме дека тука обвинителката најмногу се задржа на снимките, незаконски објавените снимки, незаконски сниманите снимки. Реагиравме затоа што по завршување на доказна постапка стори обид уште некои докази да протне и тоа селективно. Коментирајќи улогата на Бојан Јовановски во Рекет, Русковска порача дека нема сомнеш дека Боки 13 ги земал парите од Орце Камчев, велејќи дека тој за империја знаел повеќе од обвинителката која го водела процесот, и неговиот адвокат Сашо Дуковски реагираше на објавувањето на нови снимки и фотографии во завршните зборови. Вели покрај тоа што вакво нешто е незаконско, Русковска сакала да презентира и различна вистина. Јавниот обвинител сметал дека тој доказ не му е релевантен. Сега на мала врата да се доставува тој доказ, чисто јавноста да види што е вратено, како е вратено, а при тоа да се вадат само извадоци од 21.2, а не и 22.2, кога обвинетиот Бојан тврди дека е вратена чантата Луи Витон во куќата на сведокот, сметам дека е сосема незаконски. Обвинителството направи и промена во обвинителниот акт, бара на Боки 13 да му се заплени целата скапа гардероба и се што купил од 2017 година, со оглед на тоа што станувало збор за скапи производи, а обвинетиот во Рекет немал никакви приходи. Завршните зборови на одбраната се закажани за 1 јуни.